Добро вечер од Вашингтон, го гледате ТВ журналот News Flash на гласот на Америка на македонски, јас сум Јане Боаджиевски. Веќе 10 ден продолжува израелската офанзива против милитантите од Хамас, со пешадија, тенкови и воздушни напади. Палестински извори соопштија дека најмалку 5 лица загина во и околу појасот Газа. Следуваат најновите моменти. Израелскиот министер за одбрана Ехуд Олмерт изјави дека воената кампања ќе продолжи се додека населбите во Јужен Израел не се безбедни од ракетите на Хамас. И покрај офанзивата, Хамас продолжи со стрелање проектили во Израел. Лидерот на Хамас, Махмуд Захар, ги повика следбениците да ги уништат израелските сили и да целат врз цивили. Но официјален представник од Хамас изјави дека исламистичката група планира да испрати делегација во Египет на разговори за последниот развој на насилството. Според болнички извори од Газа, најмалку 530 луѓе загинале во последните 10 дена, вклучувајќи ги денешните 10 цивили, од кои најмалку 5 биле деца. Израелските извештаи зборуваат за 1 загинат војник и 30 повредени. Во меѓувреме, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун повика на итен крај на израелската копнена офанзива и изрази жалење што Советот за безбедност не успел да постигне усогласена позиција за ситуацијата. Русија истакна дека е сериозно загрижена за цивилните жртви во Газа, а папата Бенедикт ги повика двете страни во конфликтот итно да започна диалог. Американскиот подпредседател Дик Чейни во неделата ја бранеше израелската воена офанзива во појасот Газа, но рече дека Израел не ги споделил плановите за инвазија со Белата куќа. Гувернерот на Ново Мексико Бил Ричардсон го повлече своето име за номинацијата како секретар за трговија во новата администрација на Барак Обама. Тој изјави дека донел таква одлука затоа што федералната голема порота повела истрага за компанијата која дала големи средства за неговите политички активности и добила договор со државата на чие чело е тој. Ричардсон вели дека нема незаконско дејство во неговото постапување, но од истрагата секако би го одложила процесот на потврдување на новата функција. Обама се согласи со неговата одлука. Подоцна денеска новоизбраниот претседател Барак Обама ќе се сретне со конгресните лидери за да работат на големиот владин пакет за помош на американската економија. Обама ќе бара Конгресот да потроши повеќе за проекти со кои ќе се создадат нови работни места и предлага намалување на даноците за американците со пониски примања. Мнозинскиот лидер на представничкиот дом, Стенли Хоер, рече дека е многу веројатно дека стимулативниот пакет нема да биде готов за подпис кога претседателот ќе ја преземе функцијата на 20 јануари, како што сака Обама, но дека може да биде завршен до средината на февруари. 111-тиот конгрес започнува со работа утре. Индија на Пакистан денеска му го предаде досието за нападите во Мумбај, зашто Нью Делхи вели дека е доказ за вмешаност на елементи од Пакистан. Индија ги презентира своите наоѓања и на неколку други држави, меѓу кои на САД. Пакистан денеска соопшти дека ќе ги разгледува доказите. Во меѓувреме, американскиот помошник државен секретар Ричард Баучер е исто така во Исламабад на разговори за зголемените тензии со Индија по ноемвриските напади во Мумбај. Новоизбраниот претседател Барак Обама го напушти Чикаго за да се приклучи на семејството во Вашингтон, додека се подготвува да стане 44-тиот претседател на САД. Обама пристигна во Вашингтон доцна синоќа, а неговите ќерки Малија и Саша денеска започнуваат училиште во главниот град. Привремено ќе живеат во хотелот Хеу Адамс, лоциран спроти Белата куќа. Соединетите американски држави отворија нова амбасада во Ирак, најголема американска амбасада во светот. Објектот е лоциран на 42 хектари во багдадската зелена зона, што е под силно обезбедување. На церемонијата на отварањето присуствуваше ирачкиот претседател Џалал Талабани и американскиот заменик државен секретар Џон Негропонте. Амбасадата чини повеќе од 600 милиони долари за изградба и има персонал од над 1000. Објектот има собствен резервоар на вода, генератори за струја и собствен систем за отпадни води. Американските сили треба да се повлечат од Ирак до 2011.
Нарачете бесплатен календар на Гласот на Америка за 2009. Пратете ни електронска порака со вашето име и презиме и полна поштенска адреса на macedonian@voanews.com. Со нарачката автоматски ќе започнете да добивате и бесплатен дневен преглед на вести на Гласот на Америка на македонски. Во продолжение на News Flash, милиони луѓе во Соединетите Американски држави често бараат одговори на нивните здравствени проблеми преку интернет. Нема гаранција дека ќе го најдат вистинскиот договор, но за многумина интернетот може да спаси живот. 40-годишната Стейси Васелајни уживала во чаша вино кога почувствувала интензивна болка. Ме заболе вратот, почувствував остра болка како никогаш досега. Неколку денови подоцна и се случило истото, со голтка пиво. Потоа пребарала на интернет, испишувајќи ги зборовите болка во лимфните жлезди по пиење алкохол. На пребарувањето на интернет и се појавила веб страницата за Ходжкинс лимфома. Ходжкинс лимфома е рак, јас немам тоа. Кусо време потоа Стейси почувствувала мала грудка на вратот, мислела дека е некоја инфекција, но тогаш бил повикан онкологот Алан Лихткин. Кога Стейси ми кажа за што се работи, претпоставив дека се работи за болеста Ходжкинс, затоа што болката во лимфите по конзумирање алкохол е ретка манифестација, но се случува. Биопсијата покажала дека Стейси навистина страда од болеста Ходжкинс. За среќа била регистрирана во рана фаза и по хемотерапија и радиација сега се одмара и прославува. Според светската интернет статистика, околу 1,5 милиарда луѓе во светот редовно пребаруваат по интернет. Милиони луѓе се обидуваат да најдат информации врзани со медицината. Информациите кои ги пронаоѓаат може да бидат нецелосни или погрешни, но лекарите укажуваат на користа од добра информација. Се разбира ако пациентите користат извори на кои може да им веруваат. Такви се веб страниците кои се поврзани со реномирани болници или истражувачки институти. Тоа беа вестите за овој понеделник 5 јануари 2009. Јас сум Јане Боаџиевски од студиото во Вашингтон. Го гледавте ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски. Погледнете нашата најнова анкета, но и други содржини на нашата страница voanews.com/Macedonian. Пријатна вечер. Се гледам утре.